Послание на светиот апостол Павле до римјаните. Благослов. Увод. Евангелието е сила Божја која го спасува секого што верува. Во него се јавува правдата Божја од вера во вера. Гневот Божји над незнабожците. Глава 1. Павле, слуга на Исуса Христа, повикан за апостол и избран за благовестието Божјо, кое он уште порано го беше ветил преку светите пророци во светите писма за својот син, по тело роден од семето Давидово, посведочен како син Божји во силата по духот на осветувањето, преку воскресението од мртвите на Исуса Христа, нашиот Господ, преку кого добивме благодат и апостолство за послушност кон верата на сите народи во Негово име, меѓу кои сте и вие повиканите од Исуса Христа, благодат и мир од Бога Отецот наш и Господа Исус Христа на сите вас, што сте во Рим, возлюбени од Бога, наречени светии. Пред се му благодарам на својот Бог, благовестувајќи за сите вас, оти за вашата вера се зборува по целиот свет. Бог, кому му служам со својот дух, благовестувајќи за Неговиот син, сведок ми е дека постојано си спомнувам за вас и секогаш во молитвите своји се молам да со Божја волја некако да ми се даде да дојдам при вас, зашто копнеам да ве видам, па да ви предадам некој духовен дар за вашето зацврстување, односно, кога ќе бидам меѓу вас, заедно да се утешиме преку општата вера, вашата и мојата. Само не сакам, браќа, да ви биде непознато дека многу пати бев на мисла да дојдам при вас, но бев попречуван дури до сега, да имам некои плоти меѓу вас, како и меѓу другите народи. Задолжен сум кон елините и варварите, кон мудрите и кон неразумните. Па во колку од мене зависи, готов сум и вам во Рим да ви го проповедам Евангелието. Зашто јас не се срамувам од Евангелието на Христа, бидејќи тоа е сила Божја за спасението на секој што верува, право на јудеец, а потоа и на елин. Бидејќи во него се открива правдата Божја од вера во вера, како што е напишано, праведникот преку верата ќе живее. Оти гневот Божји се открива од небото на секоја нечестност и неправда на луѓето, кои вистината ја држат во неправда, така што она, кое може да се знае за Бога, ним им е познато, бидејќи Бог тоа им го откри. Оти она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божеството се гледа уште од создавањето на светот, гледано според нивните дела, па така тие немаат изговор. Зашто, кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија, туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи, наречувајќи се себе мудри, тие обезумија. И славата на вечниот Бог ја изменија во облик на смртен човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Затоа и Бог, според желбите на срцата нивни, ги предаде на нечистотата, за да се безчестат телата нивни во самите себе. Тие ја заменија вистината Божја со лага и му се поклонија и му служеа на созданието повеќе отколку на Создателот, кој е благословен во сите векови. Амин. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти. Жените нивни природните потреби ги заменија со противприродни. И мажите исто така, оставајќи го природното зближување со женскиот пол, се распалија со желби еден кон друг и вршеа срамни работи мажи со мажи, добивајќи отплата каква што одговараше на нивната заблуда. И бидејќи не се обидоа да го имаат Бога во разумот свој, тоа Бог ги предаде на изопачен ум, да го прават она што не прилега. Бидејќи исполнети со секаква неправда, блудство, лукавство, користолюбивост, злоба, полни со завист, убиства, расправи, измами, лоши нарави, озборувачи, клеветници, богомразци, силеџи, фалбаџи, горди, измислувачи на зло, непослушни кон родителите, неразумни, неверни, недружелюбиви, непомирливи, немилостиви. Тие, иако ја знаеја правдата Божја дека оние што вршат такви дела заслужуваат смрт, сепак не само што ги вршат, туку се благонаклони и кон оние што ги вршат.
Јудејците се грешници исто така како и незнабожците. Глава 2. И така не можеш да се изговараш о човеку кој да си ти. Оти со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш сам, бидејќи ти кој судиш го правиш истото. А знаеме дека Божиот суд навистина паѓа врз оние кои вршат такви работи. Зар мислиш о човеку дека ќе го избегнеш Божиот суд ти, кој ги осудуваш оние што прават такви работи какви што правиш и сам? Или пак го презираш богатството на Божијата благост, кротост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божијата благост те води кон покајување. Но според твојата упорност и непокајаното срце си собираш гнев за денот на гневот, кога ќе се открие праведниот суд од Бога, кој секому ќе му даде според неговите дела. Живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела бараат слава, чест и бесмртност. Јарост пак и гнев на оние што и упорствуваат на вистината, а се покоруваат на неправдата. Мака и тага на секоја душа човечка која прави зло, а најнапред на јудеец, потоа и на елин. Слава и чест и мир на секого што прави добро, прво на јудеец, а потоа и на елин, зашто Бог не гледа на лице. Оние што сгрешиле без закон ќе загинат, а оние што сгрешиле при закон, според законот ќе бидат и судени, бидејќи пред Бог не се праведни оние што го слушаат законот, а ќе бидат оправдани само оние што го исполнуваат законот. Зашто незнабожците, немајќи закон, сами од себе вршат се по законот. Тогаш тие, иако немаат закон, сами во себе се закон. Поради тоа што делото на законот е напишано во нивните срца, та затоа се управуваат според законот, бидејќи нивната совест им сведочи за тоа и нивните мисли помеѓу себе се обвинуваат или оправдуваат во оној ден кога според моето благовестие Бог преку Исуса Христа ќе ги суди тајните на луѓето. Ете, ти се наречуваш јудеец и се подпираш на законот и со Бога се фалиш, и ја знаеш волјата негова и повеќе разбираш што е подобро, оти се поучуваш од законот. И уверен си дека си водач на слепци, а светлина на оние што се во мрак. Наставник на неразумни, учител на младежи, зашто образец на знаењето и вистината имаш во законот. Но како тоа учиш други, а себе не учиш? Ти кој проповедаш да не се краде, а крадеш, кој велиш да не се врши прелюба, а прелюбодејствуваш, ти кој се гнасиш од идолите, а крадеш од храмот, ти кој се фалиш со законот, а престапувајќи го законот, го срамотиш ли Бога? Зашто поради вас името Божјо се хули меѓу незнабожците, како што е напишано. Обрезанието е навистина полезно, но ако го извршуваш законот. Ако пак правиш престапи против законот, обрезанието твое станува необрезание. И така, ако необрезаниот ги пази наредбите на законот, тогаш необрезанието нема ли да му се смета како обрезание? И необрезаниот по тело, извршувајќи го законот, нема ли да те осуди тебе кој при писмо и обрезание си престапник на законот? Оти не е оној јудеец кој е таков по надворешност, ниту по обрезанието кој е надворешно врз плотта, туку оној кој е внатрешно таков и она обрезание што е во срцето по дух, а не по буква. Него ќе го пофалуваат не луѓето, а Бог. Сите луѓе без разлика се грешници, а ќе се оправдаат преку верата дарум. Глава 3. Па пошто се подобри јудејците од другите луѓе или што им помага обрезанието? Предимството е големо во секој однос, а главно во тоа што ним им е поверено Словото Божјо. Па што ако некои не поверувале? Зар нивното неверување ќе ја уништи Божјата вера? Никако. Да признаеме дека Бог е верен,
a sekoj čovek lažec, kako što je napišano, za da se opravdaš vo zborovite svoji i da pobediš koga si vo sud. Ako pak našata nepravda ja pokažuva Božjata pravda, što ke rečeme togaš, zar Bog je nespravedljiv koga se gnevi? Čovečki zboruvam, nikako. Zašto, kako Bog će mu sudi na svetot? Oti, ako vistinata Božja se vozveličuva preku mojata laga za slava negova, pa zašto togaš mene da me sudat kako grešnik? Ne biva li togaš da pravi me zlo, tada izleze dobro, kako što neko ih hulat na nas i velat deka taka uči me? Ti je sve spravedljivo osudeni. I taka, kakvo predimstvo imame? Nikakvo. Oti veće gi obvinit me, kako judejcite, tako i jelinite, deka se site pod grev, kako što je napišano, nema nijedan praveden, nema nijedan razumen, nema koji da go bara Boga. Site se od stranija zajedno stana negodni, nema koji da pravi dobro, nema nijedan. Grlo to nivno, otvoren grob, so jazicite svoji mamat, pod jazicite nivni zmijski otrov. Ustata nivna je polna so kletva i gorčina, nozete nivni im se brzi za prolivanje krv. Pustoš i maki ponimnite patišta, tije nego pozna patot na mirot. Strav Božji nema pred očite nivni. Znajeme deka ona, zašto zboruva zakonot, se odnesuva na onije, što se pod zakonot, za da se zatvora tustite na site, i taka cijeli od svet da stane vinoven pred Boga. Zašto preku delata na zakonot pred nego nema da se opravda nijedna plot, videći preku zakonot se poznava grevot. A sega bez zakon se javi Božjata pravda, posvedočena od zakonot i od prorocite. Božjata pravda preku verata vo Isusa Hrista je vo site i vrsite onije što veruvat, zašto nema razlika. Site zgrešija i se lišeni od slavata Božja. No ke se opravdat preku dar, so Božjata blagodat, a preku otkupot vo Hrista Isusa. Kogo Bog go opredili so krvta svoja da bide milostivna žrtva preku verata, za da ja pokaže svojata pravda vo oprostovanjeto na poranešните grebovi, vo vremeto na Božju to dolgo trpenije, da ja pokaže svojata pravda vo segašno vreme, deka je on spravedljiv i deka go opravduva sekogo što veruva vo Isusa. Kada je pak hvalbata? Ta je isključena. Spored koji zakon? Spored onoj na delata li? Ne, tuku spored zakonot na verata. I taka si mislime deka čovekot se opravduva so verata bez dela spored zakonot. Ili Bog je pak samo na judejcite, a ne i na neznabošcite. Se razbira i na neznabošcite, videći eden je Bog, koji će gi opravda obrezanite po vera i neobrezanite preku vera. I taka go narušuvame li zakonot preku verata? Nikako, tuku ušte go utvrduvame. Opravdovanjeto preko vera se potvrdува со примерот Авраамов и сведоштвото на Давида. Глава 4. Па што да кажеме за нашиот отец Авраама, што добил по плот? Ако Авраам се оправда со дела, тој има пофалба, но не пред Бога. Оти што вели писмото. Му поверува Авраам на Бога и тоа му се прими како оправдание. На оној што работи, платата му следува не по милост, туку по долг. Напротив, оному кој што не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, верата му се прима како оправдание. Така и Давид го наречува оној човек блажен, кому Бог му прима оправдание без дела по законот, велејќи: блажени се оние чии беззаконија се простени и чии гребови се покриени. Блажен е оној човек кому Бог нема да му прими за грев. Ова блаженство пак за обрезание ли е или за необрезание? Бидејќи велиме дека на Авраама му беше примена верата како оправдание. Кога му се прими? По обрезанието или пред обрезанието? Не по обрезанието, туку пред обрезанието.
И знакот на обрезанието тој го доби како печат на оправдување преку верата која ја имаше пред обрезанието, за да биде татко на сите необрезани што веруваат, та и ним да им се прими како оправдување. И татко на обрезаните, но не на оние кои обрезанието само го примеле, туку кои врват по стапките на верата од нашиот татко Авраам, која имаше пред обрезанието. Бидејќи ветувањето кон Авраама или кон семето негово да биде наследник на светот, се даде не преку законот, туку преку оправдување со посредство на верата. Ако приврзаниците на законот се наследници, верата е обесилена и ветувањето уништено. Оти законот породува гнев, каде што пак нема закон, нема ни престапување. Затоа тоа е од верата за да биде по милост, та и ветувањето да биде заздравено не само по законот, туку и по верата за сите потомци Авраамови, кој ни е татко на сите нам според напишаното: Те поставив татко на многу народи пред Бога. Кому тој му поверува, кој ги оживува мртвите и го вика она што не е, како да е. Авраам без никаква основа за надеж поверува со надеж дека ќе стане татко на многу народи, според реченото, такво ќе биде твоето потомство. И откако не ослабна верата негова, тој не помисли дека телото негово е веќе умртвено, оти беше туку речи 100 годишен и дека утробата Сарина е веќе во умртвување. И во ветувањето Божјо не се пособни со неверие, туку остана тврд во верата и го прослави Бога, наполно уверен дека он е силен да го изврши она што го ветил. Затоа тоа му се прими како оправдание. Но не само за него е напишано дека му се прими, туку и за нас ќе ни се прими ако веруваме во оној кој го воскресна од мртвите Исуса Христа, нашиот Господ, предаден за нашите гревови и воскреснат за наше оправдание. Чудесни работи оправдани преку верата. Гревот и смртта во светот доаѓаат преку Адама, оправдувањето и животот преку Исуса Христа. Глава 5. И така, бидејќи оправдани со верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исуса Христа, преку кого со верата добивме и пристап кон оваа благодат, во која стоиме и се фалиме со надежта во славата Божја. Но не само тоа, туку се фалиме и со маките, знаејќи дека од маката се раѓа и трпението, од трпението пак искуство, а од искуството надеж. Надежта пак не посрамува, зашто љубовта Божја се излеа во нашите срца преку Духот Свети, кој ни беше даден. Оти, уште кога бевме немоќни, Христос во определеното време умре за безбожниците. За праведник одвајли некој да умре, за добар можеби некој да се реши да умре. Но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Затоа сега, откако се оправдавме со крвта Негова, многу повеќе ќе се спасиме преку Него од гревот. Оти, ако како непријатели се помиривме со Бога преку смртта на Неговиот Син, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку Неговиот живот, откако сме се помириле. И не само тоа, туку и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исуса Христа, преку кого добивме сега помирување. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, оти сите сгрешија, бидејќи и пред законот имаше грев во светот, но гревот како таков не се смета кога нема закон. Смртта пак царува од Адама, та дури до Мојсија и над оние што не погрешија со престапи слични на Адамовите, кој е образ на оној што ќе дојде. Но дарот не е како престапувањето, зашто ако преку престапувањето на еден изумреа мнозина, тогаш Божјата благодат и дарот преку благодатта на единствениот човек, Исуса Христа, уште повеќе преизобилно ќе се излие врз мнозина. И дарот не е како гревот на еден што погрешил, зашто судењето за еден престап води кон осудување, а дарот од многу престапи кон оправдување. Бидејќи, ако со престапувањето на еден смртта царува преку едниот,
тоа многу повеќе оние што ја примија благодатта и дарот изобилно, ќе царуваат во животот преку единиот Исус Христос. И така како што преку престапувањето на еден човек дојде осудувањето на сите луѓе, така и преку правдата на единиот дојде оправданието за живот на сите луѓе. Оти, како што преку непослушноста на еден човек мнозина станаа грешни, така исто и преку послушноста на еден мнозина ќе станат праведни. А законот се додаде за да се умножи престапувањето. Каде што пак се умножува гревот, благодатта се јавува во голема изобилност. Та, како што гревот царува, предизвикувајќи смрт, така и благодатта да се зацари со правда за живот вечен преку Исуса Христа, нашиот Господ. Посветувањето и новата служба е плод на оправдување преку верата. Глава 6. Што пак да речеме, ќе останеме ли во гревот за да се умножи благодатта? Никако. Ние кои сме умреле за гревот, како ќе живееме во него уште? Зар не знаете дека сите ние што се крстивме во Исуса Христа, во неговата смрт се крстивме? И така, ние се погребавме со него преку крштавањето во смртта, како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, така и ние да одиме во обновен живот. Зашто ако сме сраснати со него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во воскресението, знаејќи дека нашиот стар човек е раснат со него, за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот, бидејќи кој умрел, тој се ослободил од гревот. А ако сме умреле со Христа, веруваме дека со него и ќе живееме, знаејќи оти Христос, откако воскресна од мртвите, нема веќе да умира. Смртта нема веќе власт над него. Зашто ако умре он, умрел еднаш за гревот, а што живее, за Бога живее. Па така и вие сметајте се мртви за гревот и живи за Бога во Христа Исуса, нашиот Господ. И гревот да не царува во вашето смртно тело, за да не им се поклонувате на телесните наслади. И не дозволувајте вашите органи на гревот да станат орудија на неправдата, туку препуштете се на Бога како оживеани од мртвите, а органите ваши да станат орудија на правдата. Гревот не треба да господари над вас, оти вие не сте под законот, туку под благодатта. Па што? Да грешиме ли бидејќи не сме под законот, туку под благодатта? Тоа никако. Не знаете ли дека кому му се предавате како робови за послушност, робови сте му на оној кому се покорувате, или робови на гревот за смрт, или на послушност за оправдание. Но благодарејќи му на Бога, вие иако бевте робови на гревот, од се срце му станавте послушни на оној вид учење на кој му се предадовте. Откако се ослободивте од гревот, вие станавте робови на правдата. Ви зборувам како човек за вашата плотска слабост, оти како што ги предостававте членовите ваши да бидат робови на нечистотата и беззаконието за беззаконство, така и сега оставете ги членовите ваши да бидат робови на правдата за осветување. Зашто, додека му бевте робови на гревот, бевте слободни од правдата. А каков плот имавте тогаш? Дела, од кој сега се срамувате, бидејќи нивниот крај смртта. Но сега кога се ослободивте од гревот и му станавте служители на Бога, вашиот плот е светост, а крајот животот вечен. Оти платата што ја дава гревот е смрт, а дарот Божи е живот вечен во Христа Исуса, нашиот Господ. Оправдување преку вера ослободува од службата на законот и обврзува кон служба на Христа. Борбата на внатрешниот и надворешниот човек. Глава 7. Или пак не знаете, браќа, бидејќи им зборувам на такви што го познаваат законот, дека законот има власт над човекот додека е тој жив. Омажената жена е поврзана преку законот со мажот, додека е тој жив. Умрели мажот, таа се ослободува од законот кој ја сврзал со мажот. Затоа, ако при жив маж се омажи, таа за друг маж,
ке стане прељубница. Ако пак умре мажот, таа е слободна од законот и нема да биде прељубница кога ќе се омажи за друг човек. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исуса Христа умревте, за да му припаднете на друг, кој воскресна од мртвите, да му принесовме плод на Бога. Зашто, кога живеевме во телото, тогаш страстите гревовни преку законот действуваа во органите, за да и принесиме плод на смртта. Но сега, кога за законот умревме, преку кого бевме сврзани, ние се ослободивме од него, за да му служиме на Бога со обновен дух, а не според старата буква. Што да речеме пак? Зар законот е грев? Никако. Но јас го разбрав гревот преку законот. Оти и похотта не би ја познал, ако законот не велеше не походствувај. Но гревот, поведувајќи се од заповедта, предизвика во мене секаква желба, бидејќи гревот без закон е мртов. Некогаш живеев без закон, но кога дојде заповедта, гревот оживе. Јас пак умрев и се покажа дека заповедта, дадена за живот, ми послужи за смрт. Оти гревот, поведувајќи се по заповедта, ме измами и преку неа ме умртви. И така значи, законот е свет и заповедта света, справедлива и добра. Па така, доброто ли за мене стана смрт? Никако. Но гревот, за да се покаже дека е грев, ми предизвикува преку доброто смрт, да преку заповедта гревот да стане премногу грешен. Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас пак сум од тело продадено на гревот. А што правам не знам, бидејќи не го вршам она што сакам, туку она што го мразам, тоа го правам. Ако пак го правам она што не го сакам, тогаш се согласувам со законот дека е добар. И така, јас веќе не го правам тоа, туку гревот што живее во мене. Јас знам дека во мене, односно во моето тело, не живее доброто, бидејќи желба за добро во мене има, но да го правам тоа не наоѓам сили. Оти не доброто кое го сакам го правам, туку злото што не го сакам го вршам. А штом го вршам она што не го сакам, не го вршам веќе јас, но гревот кој живее во мене. И така во себе си наоѓам таков закон дека кога сакам да го правам доброто, злото ми се наметнува. Бидејќи со својот натрешен човек наоѓам наслада во законот Божји, но во органите своји гледам друг закон, кој војува против законот на мојот ум и ме прави заробеник на гревовниот закон кој е во моите органи. Беден човек сум, кој ќе ме избави од телото на оваа смрт. Му благодарам на својот Бог преку Исуса Христа, нашиот Господ. И така, јас сам со умот свој му служам на Божиот закон, а со телото на гревовниот закон. Оние кои веруваат се ослободуваат од осуда, одење по духот, посинување, надеж во маките. Глава 8. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исуса Христа и живеат не по телото, а по духот, бидејќи законот на духот кој дава живот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Она што законот не можеше да го направи бидејќи беше ослабет поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој во тело слично на телото од гревот, и поради гревот он го осуди гревот во телото, за да се оправда законот во нас, кој живееме не по телото, туку по духот. Оти оние кои живеат по тело, мислат за телесното, а кои живеат по дух, за духовното. Телесното мудрување е смрт, а духовното мудрување – живот и мир, бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога. На законот Божји тоа не му се покорува, ниту пак може. А оние кои живеат по телото не можат да му угодат на Бога. Вие живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божји живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов.
Ако е пак Христос во вас, телото е мртво за грев, а духот живее поради правдата. Но ако духот на оној кој го воскресна од мртвите Исуса живее во вас, тоа оној кој го воскресна Христа од мртвите ќе ги оживотвори и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. И така, браќа, ние не сме му должни на телото да живееме по телото, бидејќи ако живеете по телото ќе умрете, но ако преку духот ги умртвувате работите на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по духот Божји се синови Божји. Оти вие не примивте дух на робство за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето преку кого велиме Ава, Оче. Самиот дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божји. А ако сме пак чеда, ние сме и наследници Христови, но само ако со него страдаме, да со него и да се прославиме. Оти мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која ќе се јави во нас. А и тварите со нетрпение го очекуваат прославувањето на синовите Божји, зашто и тие не и се покорија на суетата доброволно, туку по волјата на оној кој ги покори, а со надеж дека и тие сами ќе се ослободат од робството на распаѓањето при славното ослободување на синовите Божји. Оти знаеме дека сите созданија заедно со нас воздивнуваат и тажа досега. И не само тие, туку и ние самите кои го имаме почетокот на духот, воздивнуваме во себе си очекувајќи посинување и откупување на нашето тело, бидејќи со надеж се спасивме. А надеж за она што се гледа не е надеж оти како ќе се надева некој на нешто што го гледа. Кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со трпение го очекуваме. Исто така и духот не подкрепува во нашите немоќи, бидејќи не знаеме за што да се помолиме како што треба, туку духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги испитува срцата, знае каква е мислата на духот, бидејќи он по волјата на Бога посредува за светиите. Знаеме дека на оние што го љубат Бога и се призвани по негова волја, се им врви добро. Оти оние кои ги позна порано, нив ги определи да бидат слични по образот на неговиот син, та он да биде првороден меѓу многуте еднородни браќа. А оние што ги предопредели, нив ги повика, и кој ги повика, нив ги оправда. Кој ги оправда, нив и ги прослави. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас сите, како да не ни подари со него се. Кој ќе ги обвини избраниците Божји? Бог е кој ги оправдува. Кој е што ќе суди? Христос, али Исус кој умре, но уште и воскресна, кој од десната страна на Бога и кој се застапува за нас. Кој ќе не одвои од љубовта Божја? Тага ли, невола ли, или гонење глад ли, или голотија, опасност ли, или меч? Како што е напишано, заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето ова победуваме преку оној кој не возлюби. Оти сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни силите, ни сегашнината, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак некоја друга твар ќе може да не оддели од љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ. Она што порано беа израелците, а денес тоа го примија и незнабожците, дело е на милоста и волјата Божја. Глава 9. Ви зборувам вистина во името на Христа, не лажам. Тоа го сведочи мојата совест преку Светиот Дух, дека ми е многу жал и срцето ме боли постојано. Оти повеќе би сакал јас да бидам одвоен од Христа за браќата своји, моите сродници по плот, кои се израелци, на кои им припаѓа посинувањето и славата, и заветите, и законот, и службата кон Бога и ветувањата. Нивни се и оците, од нив по плот е и Христос, кој е Бог над сите, благословен во веки. Амин.
a не е можно зборот Божји да не се оствари, бидејќи не сите што се од Израилот се Израилци, ниту сепак сите семе Авраамово, затоа што се негови чеда, но речено е, од Исака потомството ќе се нарече со твое име. Односно, не чедата на телото се чеда Божји, туку чедата на ветувањето ќе се признаат како потомци. Бидејќи зборовите на ветувањето се овие, во тоа време ќе дојдам и Сара ќе има син. И не само таа, но и Ревека, која наеднаш зачна од Исака, нашиот татко, зашто уште додека не се беа родиле и не беа направиле ништо добро или лошо, за да се знае дека Божјото решение во изборот не е од телата, туку од повикувачот, и беше речено: поголемиот ќе му робува на помалиот, како што и напишано: Јакова го возљубив, а Исава го намразив. Што да речеме пак? Зар има неправда во Бога? Никако. Оти он му рече на Мојсија: кој е за помилување, ќе го помилувам, и кој е за сожалување, ќе го сожалам. И така тоа зависи не од оној кој пожелува, ниту од оној кој трча, туку од Бога кој милува. Зашто писмото му вели на фараонот: точно за тоа те издигнав, за да ја покажам над тебе силата своја и името мое да биде проповедано по целата земја. Па така, кого го сака, го милува, кого сака, го прави жесток. Но ќе ми речеш: а зошто уште не кори? А кој може да се спротивстави на неговата воља? Ама ти, човеку, кој си да спориш со Бога? Творението, зар ќе му рече на својот мајстор: зошто си ме направил такво? Или пак гранчарот, нема ли право над глината од едно и исто месиво да направи еден сад за честење, а друг за нечестна употреба? Па што ако Бог, сакајќи да го покаже гневот свој и да ја јави својата моќ, со голема долготрпеливост поднесе некои садови на гневот, приготвени за погибел? Иако он, за да го покаже богатството на својата слава над садовите на милосрдноста, приготвувани од него за слава, не помилува нас, кои не повика не само од јудејците, туку и од незнабожците, како што и Осија вели: ќе го наречам мој народ оној кој не беше мој народ, а омилена неомилената. И на она место каде што ќе им се рече: вие не сте мој народ, таму ќе бидат наречени синовите на живиот Бог. А Исаија извика за Израилот: иако е бројот на Израилевите синови колку што е морскиот песок, остатокот само ќе се спаси. Оти ќе го заврши делото и ќе реши по правда. Господ ќе го изврши во потполност словото на земјата. И како што предрече Исаија: ако Господ Саваот не беше ни оставил семе, ќе станевме како Содом и ќе заприлегавме на Гомор. Што да се рече пак? Незнабожците, кои не бара оправдание, добија оправдание преку верата. И Израилот, кој бараше закон на правдата, не достигна до законот на правдата. Зошто? Затоа дека бараше не од верата, а од делата на законот. Оти се сопна од каменот за сопнување, како што е напишано: еве, го полагам на Сион каменот за сопнување и каменот на соблазна, и секој кој верува во него нема да се посрами. Израилот гледаше својата правда да ја утврди и поради тоа не најде оправдување кое е од вера. Глава 10. Браќа, желбата на моето срце и на мојата молитва кон Бога е да се спаси Израилот. И јас им сведочам дека тие имаат ревност за Бога, но не по разумот. Зашто не познавајќи ја правдата Божја и гледајќи да ја воспостават својата правда, тие не и се покорија на Божјата правда, бидејќи свршетокот на законот е Христос, преку кого ќе биде оправдан секој што верува. Мојсија пишува за оправданието од законот. Кој ќе го исполни, тој ќе биде преку него жив. А оправданието на верата вели: да не речеш во срцето свое: кој ќе се возвиси на небото, односно да го симне Христа, или кој ќе слезе во бездната, односно да го изведе Христа од мртвите. Но што вели писмото?
Близко до тебе е Словото, во твојата уста и во твоето срце, односно Словото на верата, што го проповедаме. Оти, ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Пак и писмото вели: секој кој верува во него нема да се посрами. Нема разлика меѓу јудеец и елин, зашто еден и исте Господ на сите, богат за сите кои го призовуваат. Бидејќи секој кој ќе го призове името Господово, ќе се спаси. Но како ќе го призоват оној во кого не поверувале? Како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле? А како ќе чујат без проповедник? И како ќе проповедаат ако не бидат испратени, како што е напишано? Колку им се убави нозете на оние што благовестат мир, кои го благовестат доброто, но благовестието сите не го послушаа. Оти Исаија вели: Господи, кој поверува во нашето проповедање? И така, верата доаѓа од слушање, а слушањето од Словото Божјо. Но велам, зар тие не чуја? Напротив, гласот им се разнесе по целата земја и зборовите нивни до краиштата на вселената. Пак велам, зар Израелот не разбра? Прв Мојсей кажа: Јас ќе возбудам во вас ревност не преку ништожен народ, туку преку неразумен народ ќе ве оскрбам. А Исаија смело рече: Ме најдоа оние кои не ме бараа, им се открив на оние кои не прашаа за мене. За Израелот пак вели: Постојано ги подава в рацете свој кон народ непослушен и упорен. Бог не го отврлил народот свој. Чудни се патиштата Господови. Глава 11. И така ви велам, зар Бог го отврли својот народ? Никако. Оти и јас сум Израилец, од семето Авраамово, од коленото Бенијамимово. Бог не го отврли својот народ, кој однапред го разбра. Или пак, не знаете што кажува писмото за Илија, како тој му се пожали на Бога од Израилот, велејќи: Господи, ги избија пророците Твои и ги раскопаа жртвениците Твои. Јас останав сам и сакаат да ми ја земат душата. А како му вели Божиот одговор: Си оставив 7.000 мажи, кои не ги преклонија колената пред Ваала. Така е пак во сегашно време. Остатокот се спаси по избор на благодатта. Но кога е по благодат, не е по дела, оти благодатта веќе не би била благодат. Ако пак е по дела, тоа веќе не е благодат, зашто инаку делото не би било веќе дело. А што? Израилот не го доби она што го бараше, избраните пак го добија, а другите се ожесточија, како што е напишано: Бог им даде дух што не чувствува, очи да не гледаат и уши да не слушаат, дури до денешниот ден. И Давид рече: трпезата нивна да им биде замка, клопка, сопка и отплата, да им се заматат очите нивни, за да не гледаат, и рбетот нивни да им се превитка за секогаш. Ви велам пак, зар се сопна за да паднат? Не, но преку нивното паѓање дојде спасението за незнабожците, за да се возбуди во нив ревност. Ако е пак паѓањето нивно богатство за светот и отпаѓањето нивно богатство за незнабожците, тоа колку повеќе ќе биде обраќањето на нив сите. Вам, на незнабожците, ви велам, доколку сум апостол на незнабожците, јас ја прославувам својата служба, да некако да возбудам ревност во својот род по плод и некого од нив да спасам. Зашто, ако нивното отврлање е спасение за светот, тоа какво ли ќе биде нивното примање, ако не воскресение од мртвите? Кога е квасот свет, тогаш свето е и тестото, и ако е коренот свет, свети се и гранките. Ако пак некои од гранките се отцепиле, а ти, бидејќи дива маслинка, си се накалемил на нивното место и си станал соучесник на коренот и на маслиновиот сок, затоа не фали се пред гранките. Ако пак се фалиш, знај,
дека ти не го држиш коренот, туку коренот тебе. Но ке речеш, се отцепија гранките, за да се прикалемам јас. Добро, тие преку неверие се отцепија, а ти преку вера се држиш. Не мисли за себе високо, туку имај страв. Зашто, ако Бог не ги поштедил природните гранки, гледај да и тебе да не те поштеди. Гледај пак Божјата благодат и строгост. Строгост кон отпаднатите, а благост кон тебе, ако останеш во благоста, инаку и ти ќе бидеш отсечен. Но тие, ако не останат во неверието, ќе бидат прикалемени, оти Бог е моќен пак да ги прикалеми. Зашто, ако си ти отсечен од природна дива маслинка и против природата си прикалемен на питома маслинка, тоа тогаш колку полесно оние природните ќе бидат прикалемени на својата маслинка. Не сакам, браќа, да не ја знаете таа тајна, за да не бидете горди, дека слепотија на еден дел од Израилот му падна додека не влезат незнабожците, колку што е потребно, и по таков начин целиот Израил ќе се спаси, како што е напишано. Ке дојде од Сион избавителот и ке ја отстрани безбожноста од Јакова. И тоа име ним завет од мене, кога ќе ги одземам нивните гревови. Што се однесува до благовестието, тие се непријатели поради вас, но во изборот тие му се омилени на Бога заради татковците, зашто Бог нема да се покае за даровите своји и призовувањето. Како што и вие некогаш бевте непокорни на Бога, а сега сте помилувани поради нивното непокорство, така и тие се и сега непокорни поради вашето помилување, да и самите да бидат помилувани. Оти Бог ги затвори сите во непокорство, па сите да ги помилува. О, каква длабочина на богатството, премудроста и знаењето на Бога! Колку се неиспитливи неговите судови и неиспитливи неговите патишта, оти кој ја позна мислата на Господа, или кој му бил советник, или кој однапред му дал нешто, да и он да му возврати, зашто се е од него, преку него и во него. Нему слава во веки. Амин. Христијанските правила за живот. Глава 12. Браќа, во името на милоста Божја, ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, и тоа ќе биде вашата духовна служба. И не управувајте се според овој век, туку преобразете се преку вашиот обновен ум, за да можете да познавате која е добрата, угодна и совршена волја Божја. Зашто преку благодата што ми е мене дадена, на секого од вас му кажувам да не мислам за себе повеќе отколку што треба да мисли, туку мислете скромно според делот на верата што Бог на секого му го одмерил. Оти како што во едно тело имаме многу органи, но сите членови не вршат една иста работа, па така и ние сме едно тело во Христа, а посебно еден на друг сме му органи. Според дадената благодат имаме разни дарови. Ако е до пророштво, тогаш нека биде според верата. Служба ли? Нека служи. Учител ли е? Нека учи. Наставник ли е? Нека утешува. Дарител ли? Нека дарува. Управител ли е? Нека управува. Кој што прави, нека го врши тоа со добра волја. Љубовта нека не биде лицемерна. Отстранувајте се од злото. Прилепувајте се кон доброто. Еден спрема друг, бидете љубезни со братска љубов, надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Во усрдноста да не сте мрзливи, духот да ви биде пламенен. Служете му на Господа, бидете радосни во надежта, во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани. Помагајте им на светиите во нивните нужди. Трудете се да бидете гостопримливи. Благословувајте ги оние што ве гонат, благословувајте ги, но не и да ги колнете. Радувајте се со радосните и плачете со расплаканите. Бидете помеѓу себе едномислени. Не мислете за високи работи, току држете се смирено. Не мислете дека сте мудри и никому не враќате зло за зло.
а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е тоа можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се возлюбени за себе, туку дајте му место на Божиот гнев. Оти е напишано: одмаздата е моја, јас ти отплатувам, вели Господ. И така, ако непријателот твој е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го. Оти, правејќи го тоа, ти ќе му натрупаш жар на главата негова. Не позволувај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Потребно е покорување на властите, да се сакаат блиските и да се оди на видело. Глава 13. Секоја душа да им се подчинува на предпоставените власти, зашто нема власт што не е дадена од Бога. Затоа, оној што се противи на власта, тој се противи на Божјата наредба, а оние што се противат, тие ќе паднат под осуда. Зашто началниците не се страшни за добрите дела, туку за лошите. Сакаш ли пак да не се боиш од власта, тогаш прави добри дела, па ќе добиеш и пофалба од неа. Оти таа е слугинка Божја за твое добро. Ако пак правиш зло, тогаш страхувај, бидејќи таа не носи залудо оружје, таа е служител Божји и со гнев се одмаздува на оној што прави зло. Затоа треба да се покорувате, и тоа не само поради страв, туку и поради совеста своја. Затоа и данок плаќате, оти тие се Божји служители и со тоа постојано се занимаваат. И така, дајте секому што сте му должни, кому данок, данок, кому давачка, давачка, кому страв, страв, кому чест, чест. И не должете никому ништо, освен да се сакате еден со друг, зашто оној што го љуби ближниот, го исполнува законот. Бидејќи заповедите: не прави прељуба, не убий, не кради, не сведочи лажно, не барај туѓо, и секоја друга заповед се содржат во овие зборови: љуби го ближниот како самиот себе си. Љубовта не му прави зло на ближниот, и така љубовта е исполнување на законот. Па знаејќи го ова време дека дошол веќе часот, тоа да се разбудиме од сонот, оти спасението е сега поблиску до нас, отколку кога поверувавме. Ноќта помина, а денот се приближи, да ги отврлиме пак сите дела на мракот и да се облечеме во оружјето на светлината, да одиме честно, како дење, не во срамни гоштавки и пијанство, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препирка и завист. Туку облечете се во Господа нашиот Исуса Христа и грижата за телото не претворувајте ја во похоти. Како треба да се поднесуваат слабите и да не се соблазнуваат браќата? Глава 14. Слабиот во вера примајте го без расправи и замислењата. Оти некој верува дека може да јаде се, а немошниот јаде зелје. Кој јаде, нека не го укорува оној што не јаде. И кој не јаде, нека не го осудува оној што јаде, бидејќи Бог го примил. Кој си ти што му судиш на туѓ слуга? Пред својот Господар тој стои или паѓа, но ќе биде исправен, зашто Бог е моќен да го исправи. Така еден разликува ден од ден, а друг сите денови ги смета еднакви. Секој нека остане уверен во својата мисла. Оној што ги разликува деновите ги разликува за Господа, и кој не ги разликува деновите, за Господа не ги разликува. Кој јаде, за Господа јаде, зашто му благодари на Бога, и кој не јаде, за Господа не јаде и го фали Бога. Зашто никој од нас не живее за себе си и никој не умира за себе си. Туку, живееме ли, за Господа живееме. Умираме ли, за Господа умираме. Според тоа, живееме ли, умираме ли, Господови сме. Бидејќи Христос затоа и умре и воскресна и оживе, за да господари и над мртвите и над живите. А ти, зошто го осудуваш братот свој? Или ти, што го укоруваш братот свој? Зашто сите ќе застанеме пред судот Христов. Оти е напишано:
Жив сум јас, вели Господ, пред мене ќе се преклони секое колено и секој јазик ќе го исповеда Бога. И така, секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Затоа пак да не судиме еден друг, а подобро судете за тоа на брата си да не му поставувате сопка или соблазна. Знам и уверен сум преку Господа Исуса Христа дека нема ништо нечисто само по себе, освен кога некој мисли дека е нешто нечисто, за него тоа е нечисто. А ако пак братот твој е огорчен поради јадење, ти веќе не постапуваш според љубовта. Не погубувај го со своето јадење оној за кого Христос умре. Гледајте да не се хули на вашето добро, оти Царството Божјо не е јадење или пиење, туку правда и мир и радост во Светиот Дух. Зашто оној кој му служи на Христа со овие работи, тој му е угоден на Бога и мил на луѓето. И така да го бараме она што служи за мир и заемно подобрување еден на друг. Поради јадење не уривај го делото Божјо. Се е чисто, а тешко е за оној човек кој јадејќи се соблазнува. Подобро е да не јадеш месо, да не пиеш вино и да не правиш ништо од кое братот твој се сопнува или се соблазнува, или пак слабее. Имаш ли вера? Имај си ја за себе пред Бога. Блазена оној кој не се осудува себе си за она што нашол дека е добро. А кој се сомнева ако јаде, осуден е, зашто не јаде со вера, а се што не е според верата, грефе. А на оној кој може да ве утврди според моето благовестие и проповета за Исуса Христа, според откровението на тајната што е замолчувана досега од вечни времиња, а објавена сега преку писмата пророчки и по заповед на вечниот Бог, известена на сите народи поради покорност на верата, односно на единиот премудри Бог, а преку Исуса Христа, нека е слава во сите векови. Амин. Да се поднесува слабоста на послабите и да се живее во христијанска слога. Благодат од Евангелието преку апостолите. Глава 15. Ние силните должни сме да ги поднесуваме немоштите на слабите и да не угодуваме на себе си. Секој од вас должен е на својот ближен да му угодува во доброто за поука. Оти и Христос не угоди на себе си, па како што е напишано, хулењата на оние што те хулеа, паѓа врз мене. А се што беше порано напишано, за наша поука беше напишано, да преку трпението и преку утехата од писмата да имаме надеж. А и Бог на трпението и утехата да ви даде да бидете во едномислие помеѓу себе според примерот на Христа Исуса, та еднодушно и со една уста да го славите Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Затоа примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими за славата Божја. Но велам дека Исус Христос стана слуга на обрезанието поради Божјата вистина, за да ги потврди ветувањата дадени на татковците, а пак незнабожците да го прослават Бога за неговата милосрдност, како што е напишано: затоа те прославувам, Господи, меѓу незнабожците и ќе го воспеам Твоето име. И пак е речено: развеселете се, незнабожци, со неговиот народ. И пак, палете го Господа сите незнабожци и прославете го сите народи. Исаија исто така вели: ќе постои коренот Јесеев и издигнатиот од него ќе владее над народите, на него ќе се надеваат народите. А Бог на надежта нека ви исполни со секаква радост и мир во верата, да преку силата на Светиот Дух вашата надежда се преумножува. И јас сум уверен за вас, браќа мои, дека и вие сте полни со благост, исполнети со секакво разбирање, да можете да се поучувате еден со друг. Но ви пишав, браќа, нешто малку послободно, за да ви напомнам за дадената ми од Бога благодат, за да му бидам слуга на Исуса Христа меѓу незнабожците и свештено дејствено да го извршувам Божјото благовестие, да приносот од незнабожците, осветен од Светиот Дух, да биде благопријатен. И така, со тоа можам да се пофалам во Исуса Христа кај Бога,
Оти не смеам да речам нешто што не го извршил Христос преку мене, за да станат и незнабожците послушни на верата со слово и дело, со силата на знаци и чуда, со силата на Божјиот дух, така што благовестието Христово го распространив од Ерусалим и неговата околина дури до Илирик. И така се погрижив да го проповедам Евангелието не таму каде што името Христово беше веќе известно, за да не зидам врз тук темел, а како што е и напишано, на оние на кои не им се јави за него ќе видат, а оние што не беа чули ќе узнаат. Токму тоа многу пати ме попречуваше да дојдам при вас. Сега пак, бидејќи неам веќе такво место во овие земји, а многу години наваму копнеев да дојдам при вас, ако тргнам за Шпанија, ќе дојдам кај вас. Оти, преминувајќи таму, се надевам да ве видам и натаму вие да ме испратите, откако најнапред се порадувам на вас. А сега одам во Ерусалим, за да им послужам на светиите, зашто Македонија и Ахаја благоволија да дадат некаков принос за бедните свети во Ерусалим. Благоволија, па и должни им се, бидејќи ако незнабожците станаа соучесници во нивните духовни блага, тоа тие се должни и ним да им служат со материјални блага. А откако ќе го направам ова и им го запечатам овој плод, низ вашите места ќе заминем за Шпанија. А знам кога ќе дојдам при вас, ќе дојдам со полн благослов на Христовото Евангелие. Браќа, ве молам, поради нашиот Господ Исус Христос и поради љубовта на Духот, помагајте ми со своите молитви кон Бога за мене, за да се избавам од оние што не веруваат, кои се во Јудеја, и службата моја во Ерусалим да им биде благопријатна на светиите, та радосен да дојдам при вас со Божјата волја и да се успокојам со вас. А Бог на мирот нека биде со сите вас. Амин. Препорака на Фива и поздрави. Потребно е чување од заводници. Поздрави од Коринт. Глава 16. Ви ја препорачувам Фива, нашата сестра која е слугинка при црквата во Кенхреа. Примете ја во Господа како што им прилега на свети и помогнете ја во она во што ќе има потреба од вас, бидејќи и таа беше помошница на мнозина и на мене самиот. Поздравете ги Прискила и Акила, моите сотрудници во Христа Исуса, кои за мојата душа ја положија својата глава. Ним не само јас им благодарам, туку и сите цркви од незнабожците и нивната домашна црква. Поздравете го мојот возлюбен Епенет, кој е првенец во Христа во Ахаја. Поздравете ја Маријам, која многу се грижеше за нас. Поздравете ги Андроника и Јунија, моите сродници и созатвореници, кои се прочуени меѓу апостолите и кои уште пред мене поверуваа во Христа. Поздравете ми го саканиот во Господа Амплија. Поздравете го нашиот сотрудник во Христа Урбана и саканиот Стахија. Поздравете го испитаниот во Христа Апелија. Поздравете ги верните од домот Аристовулов. Поздравете го мојот сродник Иродион. Поздравете ги домашните на Наркис кои веруваат во Господа. Поздравете ги Трифена и Трифоса кои се грижат за Господа. Поздравете ја почитуваната Персида која многу се погрижи за Господа. Поздравете го избраниот во Господа Руф, како и неговата и моја мајка. Поздравете ги Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермија и браќата со нив. Поздравете ги Филолога и Јулија, Миреја и неговата сестра, и Олимпана и сите со нив светии. Поздравете се еден со друг, со свет целив. Ве поздравуваат сите цркви Христови. Ве молам, браќа, пазете се од оние кои предизвикуваат расцепи и соблазни против учењето кое сте го научиле и клонете се од нив. Зашто таквите не му служат на нашиот Господ Исус Христос, туку на стомакот свој и со сладки и ласкави зборови ги измамуваат срцата на простодушните. Вашата послушност во верата на сите им е позната. Затоа јас се радувам за вас, но сакам да бидете мудри во доброто и прости во злото.
а Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под нозете ваши. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вас. Амин. Ве поздравуваат мојот сотрудник Тимотеј и моите сродници Луци, Јасон и Сосипатар. Ве поздравувам во Господа и јас Терци, кој го напиша ова послание. Ве поздравува Гај, мој и на целата црква домаќин. Ве поздравува Ераст, градскиот благајник и братот Кварт. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин.